Мартина, драго ми е што се гледаме во една поинаква констелација, односно за една поинаква тема која што не е стрикно врзана со политички теми, со избори и така натаму. Денеска ќе зборуваме со вас како дел од Центарот за развој на Североисточниот плански регион, токму во контекст на и во однос на заштита на животната средина и одржлив развој. Моето прво прашање е дали и во што се состои стратегијата на Североисточниот плански регион? Најпрво драго ми е што повторно се гледаме и како што нагласи и ти, можам сега веќе на ти, бидејќи сме и пријателки со граѓанки. На тема која не е, како што рековте, строго врзана политички, иако речиси нема политичка партија, нема политички документ, нема стратешки документ национален, регионален, локален, кој него содржи поглавието заштита на животната средина. И тоа е добро што е така, бидејќи зачувувањето на животната средина, зачувувањето на ова парче од планетата Земја навистина треба да ни биде приоритетна стратешка цел секаде каде што делуваме. И кога се работи за компанија, приватна, државни институции, организации и кога се работи за планирањето на развојот, дали е тоа местната заедница, општината или во нашиот случај регион, поточно Североисточниот плански регион. Зачувањето на животната средина е перманентна цел, задача, право и обврска на секој граѓанин и на Североисточниот плански регион, кој постојано потенцираме дека еден од најнеразвиените, со најмала стапка на индустријски развој, меѓутоа тоа е пак привилегија плюс во зачувањето на животната средина. Имаме помал степен на загадување, повеќе зелени површини, почист воздух, помалку загадени води, иако уште многу треба да се работи на тој план. Например, во целиот Североисточен плански регион, единствена пречистителна станица е во општина Куманово, која долго екзистира, меѓутоа пак начинот на нејзино функционирање генерира постојани долгови. Јас еднаш кај вас кога гостував токму на овие теми, кажав екологијата е многу скап спорт, меѓутоа спорт кој мора сите да го тренираме и постојано да го играме, бидејќи од екзистирањето на овој скап спорт зависи здравиот живот на нашата популација и напредокот воопшто на регионот. До која мера се спроведуваат плановите и целите кои што се зацртани во стратегиите во овој контекст? Вие веќе спомнавте, ама дали можеме да прецизираме некои од главните проблеми кои што ги има Североисточниот плански регион? Се уште имаме проблеми, например, со регулирањето на речните корита. Во поголемите средини, како што е Куманово, Крива Паланка, тоа е поприлично регулирано, меѓутоа не до крај, се уште имаме да работиме. И во општина Куманово треба до крај да се регулира речното корито на реката Кумановка и изградбата на пешачки стази, на велосипедски стази, што ќе придонесат и на зачувувањето на животната средина, на хигиената на реката. Например, треба постојано да се апелира и да се превземат мерки на зачувување на чистотата на водата. Се уште имаме лоши навики покрај напорите на комуналните редари, на полицијата, на еколошките здруженија. Нашите реки не се во доволна мерка чисти, почисти се од порано, а тоа можам со сигурност да го тврдам затоа што забележувам риби, пајчиња, ако не е чиста водата, значи нема да пливат. Меѓутоа, се уште има несовесни граѓани кои фрлат дури кабаст отпад, кои полесно има и поедноставно да го фрлат ѓубрето, особено оние што се во близина на реката, во самата вода, отколку за тоа одредените места. Мислам дека тоа недозволиво, мора да се работи на подигање на свеста, на постојан апел до граѓаните, бидејќи чистите реки, чистите почви, чистиот воздух е благодет за кој мора постојано да се залагаме. Реков, ако сакаме да имаме здрава популација, ако сакаме да ги задржиме младите, бидејќи една од причините, главните причини кои тие наведуваат во анкетирањето, во испитувањето зошто ја напуштаат Македонија, со тоа и нашиот регион, не е само недоволниот степен економски развој или малата висина на платите, туку загадената средина, неуредените патеки, велосипедски, тркачки, простори за престој во планина, уредена инфраструктура. Ете, и тоа е посредно работење на искористувањето на потенцијалите. Со подобра инфраструктура ќе бидат подостапни и оние убави предели, излетнички места со кои обилува Североисточниот плански регион. Работиме исто така и на подигање на свеста и на конкретни проекти во рамките на регионалното управување
справување, третирање со отпадот. Имено Североисточниот плански регион е еден од пионерите, заедно со Источниот плански регион, во регионалниот третман на отпадот. Што тоа значи? Најпрвен се работеше на измена на националното законодавство, потоа на регионалните документи, на општинските документи, каде што најпрвен се доближи тоа до чинителите во третирањето на отпадот. Например, во вработените во комуналните предпријатија, општинските администрации, вработените во центрите на регионот. Јас бев една од тие што од почеток се, да кажем, бев вклучена во овие проекти, кои се во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање и се дел од еден ИПА проект. Имено Европа тука вложи поприлични средства, најпрвен реков на адаптација на законодавството, на подигање на свеста, кампањи, работилници, едукација, на младите, на бизнис секторот, на сите чинители од овие два региона, а потоа и на конкретни мерки со кои ќе пристапиме на поекономично, поцелисходно и по еколошки оправдано третирање на отпадот. Имено на секаде во државата, значи освен депонијата Дрисла, која можеме да наречеме депонија, обилуваме со непрописни депонии, кои всушност не се депонии, туку се своевидни ѓубришта. Отпадот само се складира, се депонира и се трупа и тоа е неодржлив начин, бидејќи со текот на годините, на генерациите, само создаваме планини од отпад кои не се разградуваат, кои се потенцијално опасност од загадување, истекуваат отровни гасови, понекогаш се самозапалуваат, се загадуваат околните земјоделски почви и на овој начин почнавме да работиме на планирање и на кој начин може да се тоа направи по европски стандарди. Изготвивме регионални планови, двата региона, а потоа беа формирани и две регионални предпријатија за управување со отпад. Меѓутоа, со оглед на тоа дека нашите региони во Република Северна Македонија од статистички аспекти и споредбено со европските во европски контекст се многу помали, се заклучи дека најцелисходно би било третирањето на отпадот во крајна линија во една инсталација, во фабрика за преработка на отпад да биде на поголем простор, значи за двата региона, бидејќи на тој начин ќе има и поголемо количество на суровини, така да и за се формира заедничко јавно предпријатие и за североисточниот и за источниот плански регион, кој работеше на подготвување на документи, на се донесоа онаму каде што беа неопходно обновување на возниот парк, соодветни возила за собирање на сметот, за негово транспортирање и до претоварните станици и до крајното место каде што ќе биде идната инсталација. Тоа за двата региона, тоа се 18 општини, значи 17 општини од двата региона плюс општината Свети Николе, која се придружи и токму во близина на градот Свети Николе, кај селото Мечкуевци, Ербашанци, е предвидена изградбата на идната инсталација. Малку се забави овој процес. Тука можам да кажам дека дел од можеби неинформираноста, неедуцираноста, недоволно работа со граѓаните кои во прво време беа пружија отпор, се плашеа дека ќе дојде можеби до процес на загадување и веројатно и политички се процеси, смена на локалните елити, локалните избори го забавуваат тој процес. Сега мислам дека е во завршна фаза, дека кога треба да се избере кој ќе изгради таа инсталација, а неколку општини во овие два региона ќе бидат ќе има претоварни станици, каде што еве на пример во општина Куманово ќе биде претоварна станица за отпадот од општина Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Тука само ќе се прескладира, ќе се потиснува во одредени соодветни возила и ќе се носи до крајната дестинација, каде што дел ќе се исто така депонира, дел ќе се преработува, ќе се селектира, ќе се препакува, со цел да биде тоа најекономично можно во најмала можна мера, а се разбира да го имаме на крајот и оној повратен ефект за преработка на струја, производство, потоа продажба на дел од тој отпад за сировина, оному кое што е потребно во индустријата, и се она што може да го извлечеме за да го добиеме тој круг кој популарно е наречен циркуларна економија и повраток, повторно реискористување на она што веќе еднаш сме го фрлили и употребили. Јас следното прашање ми беше дали од принципите, од 5 принципи на циркуларна економија при испита е отврли, намали, реупотреби и рециклире се дел од стратешките определби, меѓутоа веќе ми одговоривте на
тоа прашање, за да се постигне тој ефект, мора да се почитуваат сите овие 5 принципи на циркуларна економија. Кои се следните чекори и перспективи? Еве, да речеме, ќе биде направена таа инсталација, што понатаму? Кога можеме да ја очекуваме и кои се другите, да речеме, планови за регионален развој во оваа насока? Не би сакала да прогнозирам, меѓутоа би требало да ја очекуваме во многу кусо време, со оглед на тоа дека овој проект е започнал некаде во 2009 година. Мислам дека дури и предолго трае. Треба да го видиме крајниот резултат и повратните ефекти, кога ние сите ќе го инвестираме на некој начин својот отпад кој секаде во Европа и не само Европа, во светот се смета како суровина, дури некаде се откупува, се продава, препродава, кога тој ќе се преработи, да очекуваме за некоја година како ќе профункционира таа инсталација, дека ќе има повратни средства и во секоја општина, кои па понатаму ќе се инвестираат во зголемување на зелените површини, садење на нови садници, на дрва, цвеќиња, зелени површини, на повторна едукација, реков дека тоа е перманентна задача, од најмалите, од градинките, основните училишта, средните училишта, како да се направи, например, примерна селекција. Веќе имаме пилот проекти на примерна селекција, меѓутоа тоа се уште не е приказна која живее во сечи дом. Тоа е нашата цел, да имаме понатаму систем светски на неколку канти, каде што уште во домаќинствата отпадот ќе се селектира на зелен, комунален, кој ќе биде во посебна канта или кеса, како сега има различни принципи, некојаш се тоа канти во домаќинството, некојаш се кеси на стакло, на хартија, за кој дел може да имат граѓаните и повратни средства, или пак ќе имат поволност во плаќањето на месечниот надоместок за собирање на сметот и депонирањето. Имаме одредени пилот проекти со одредени невладини организации, со одредени бизнис компании и има добри ефекти во одредени поголеми маркети каде што се поставени апарати за повраток на она амбалажа, например пластична, каде што има граѓаните по неколку денара имат повраток, меѓутоа не е целта толку во финансискиот надоместок колку што градењето на навиките и почитување на стандардите и со тоа да се намали тоа огромно количество на пластика, хартија која не се употребува нецелисходно, а гледам нови трендови, особено кај младите уметници, креативци, кај одредени невладини организации кои размислуваат како да се соодветно рециклира и реупотреби и текстилот. Например, иако тоа е биоразградлив главно, сепак начинот на ако само напросто го фрлиме и одложиме, потешко се разградува, а планот е ништо да не се отфрли додека не се повторно реупотреби, така да има школи, например, на пачворк стил, на изработка на облека, на постелнина од парчиња на поранешни, на нов начин на давање на живот, например, на старите ракотворби, на повторна употреба на старите килими се, од тој аспект на богатата ризница на македонското творештво, што е и во функција на зачувување на наследството, на негување на традициите, а и во функција на помал степен на одлагање на било кој вид на отпад, па и текстилниот. За крај уште едно прашање, затоа што Центарот за развој на било кој регион, една од примарните цели, да речеме, за остварување на своите цели и соработка и со бизнис заедницата меѓу граѓанските организации и граѓаните воопшто. Дали можеме во североисточниот плански регион да зборуваме за општествено одговорни бизнис заедница во глобала, или сепак и тука со нив треба многу да се работи? Треба поголема работа секако, имаме позитивни примери на општествено одговорни компании. Овдека би го посочила примерот на компанијата Бучен Козик од Куманово, кој инвестира исто така дел со младите во развојот. Има одредени примери од други компании, меѓутоа недоволно. Можеби е немање на сенс и слух, меѓутоа одговорноста и кај нас, ние што сме од другата страна, од општествената, од државната, да кажам, секогаш на пружање први на рака, поттикнување, објаснување на придобивките и за компанијата и воопшто за заедницата, кога тие компании ќе покажат општествена одговорност и ќе одделат дел од својот профит или дел од своите ресурси во инвестирање и на зачувување на животната средина и на здравите навики и позитивните економски стандарди воопшто кај граѓанството, особено кај младите. Заборавив да споменам дека и ние како Североисточен плански регион и општините од регионот постојано работат и на намалување на трошоците за загревање со инвестирање во
енергетско ефикасни фасади, со нови фасади на училиштата, на институциите, со поисплатлив начин на загревање, со тоа што ние, например, во Куманово сме една од неколкуте општини што имаме гасификација, која е сепак по еколошки оправдано отколку класичниот начин на загревање со дрва, да кажеме, или со струјата која можеби не загадува, меѓутоа е многу скапа. Така да се барат алтернативни начини, се работи на тоа, особено во јавниот сектор, да се направат заштеди, да биде тоа на поздрав начин, да не се загадува средината и исто така да вложуваме во такви сообраќајници, такви сообраќајни решенија со повеќе патики велосипедски, со помал степен на користење на горива, со поголем степен на користење на јавниот превоз, со цел, особено во зимските месеци, да се намали употребата, масовната употреба на моторни возила, загадувањето и да дишеме колку толку почист воздух, што е услов без кој не се може ако сакаме да функционираме нормално во било која средина, особено во средина која планира да ги задоволи стандардите и да се приклучи на Европската унија.